Иницијативите за изградба на инфраструктура со која ќе се растовари и во голем дел може да се реши сообраќајниот метеж во Кочани не се нови. Веќе една деценија граѓаните слушаат ветувања, но најважните од нив се уште не се реализирани. Запишани во предизборните програми и најавувани на почетокот од секој мандат на градоначалниците, проектите беа споменувани како приоритетни, но состојбата на терен останува иста. Воведувањето надомест за паркирање, изградбата на кружни текови, што потоа беа претворени во полукружни, како што во шега ги нарекуваа граѓаните, менувањето на насоките на движењата на возилата од север кон југ и обратно, не ја променија значително сликата за хаосот, што и понатаму останува актуелен. А најавите на досегашните први луѓе на општината изгледаа ветувачки. Во централното градско подрачје, кај поштенската зграда ќе се изгради катна гаража во која би се паркирале одреден број на возила. Од тоа би се намалил сообраќајниот метеж во сообраќајот во централното градско подрачје. Ќе понудиме нов начин на регулирање на сообраќајот во Кочани, преку изградба на сообраќајни мостови кај џамијата, монополски бавчи и во насадбата Оризари. Исто така во нашата програма имаме предвидено изградба на катна гаража со цел да се регулира паркирањето по градот. Тоа е новата иднина со новите мостови и ќеј на Кочанска река и новиот прекрасен парк Локубија, новиот јужен влез на градот и новата катна гаража во центарот. Со гордост можам да кажам дека 1. јануари интензивно стартуваме со изградба на летениот Јужен булевар, потиснениот цевковод и мостот на Кочанска река помеѓу улиците Дера Которка и Лазар Ангонос. Општина Кочани подготвува урбанистичка документација за изградба на катна гаража, како и за поставување на урбана опрема, платформи за паркирање. 10 години можеби и не се многу за решавање на виталните урбанистички и сообраќајни проблеми во едно населено место, особено ако се гради мост или комплетно нов булевар. Сепак, оние кои се родиле во периодот кога проектите првпат беа најавени, денес се ученици во основно образование. Оние кои биле средношколци веројатно се на факултет во други градови во земјата или странство, а голем дел од возрастните граѓани кои тогаш биле учесници во сообраќајот, сега можеби живеат во други држави. Оние кои останаа овде и понатаму ги имаат истите проблеми. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.